Почитувани, вчера на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, на која се наоѓа Законот за Академија за суди и јавни обвинители, без никакво гласање, со груба повреда на деловникот, председателката Сонја Мираковска констатира дека завршил првиот ден од 3 дена предвидени за расправа по овој закон. Како може да заврши нешто што не започнало? Се работи за предлог закон со европско знаменце, кој е надвор од процедурите на она што е потреба за усогласување со европската регулатива. Ова е закон кој има за цел да ја онеспособи опозицијата и да ја ограничи расправата на само 3 дена. Во текот на вчерашниот ден зборувавме за процедурата. Имено, укажавме дека овој закон е многу важен за Академијата за суди и јавни обвинители и не сме да биде донесен во скратена постапка на ексклузивен начин, туку напротив, инклузивно да се вклучат сите засегнати, и оние од експертската јавност, и оние од невладиниот сектор, за да дојдеме до подобри решенија, оти ние само ги менуваме законите, вклучувајќи го и овој. Досега 3 закони имало за Академијата за суди и јавни обвинители и тие не се менуваат, туку се носи нов закон и повторно се соочуваме со истите проблеми. Затоа, мислевме дека низ дебата ќе дојдеме до подобри решенија, ама некој очигледно бега од дебата. Ние само сакавме да кажеме дека ниту еден услов од деловникот за европско знаме и за скратена постапка не е исполнет. Како може некој да смета дека без гласање може да се констатира дека е усвоен дневниот ред за комисијата? Пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да дозволи вакво злосторничко здружување и најмалку ќе дозволи Македонското собрание да стане арена за проток на сите нивни режимски и хибридни идеи кои имаат за цел сместување на послушници, приврзаници и своји роднини во судските и обвинителските функции. Сакаме да додадеме дека од страна на председателката Сонја Мираковска вчера беше извршено кривично дело според Кривичниот законник член 353, кое што укажува на злоупотреба на службена должност и овластување. Ви благодарам за вниманието. Дали имаме прашања? Затоа што, еве ќе зборувам во името на нашата пратеничка група, затоа што пратениците уредно тука го има покането преку председателот на Комисијата за надворешна политика, министерот Бујар Османи, тој дојде тука и јас не гледав како можеше така дрско, доаѓајќи тука веднаш да ни каже повелете дојдете и тоа нагласи секој поединечно кај мене во канцеларија и така ќе ни ги каже тие нон-пейпер документи. Крајно несериозно, би рекла и неевропски, ако е тој нели министер за тоа што е, ама очигледно е за нешто друго. Значи тој дојде тука и ни кажа сега јас дојдов, фала што ме пречекавте, дојдете повелете кај мене. И никој од нас апсолутно нема намера таа покана да ја прифати. Толку ви благодарам.